Ова исплата е воз основа на барањето за предфинансирање, за кое во ноември минатата година известивме дека како национален координатор за реформската агенда го потпишав и го доставивме до Европската комисија. Со ова, Северна Македонија стана првата земја во регионот која ги добие овие средства, откако предходно ги презеде сите неопходни чекори, односно ги заврши правните процедури, а тоа значи дека договорот за заем и договорот за грант веќе се стапени во сила. Втората важна вест, поврзана со реформската агенда, е тоа што на 14 март 2025 година до Европската комисија во предвидениот рок го доставивме првото барање за ослободување на дополнителни средства во износ од 17,1 милион евра за имплементација на реформските чекори со краен рок декември 2024, рок кој што потоа беше продолжен од страна на Европската комисија до февруари 2025. Тие реформи вклучува усвојување на закон за јавна внатрешна финансиска контрола, донесување на подзаконски акти од законот за буџети, операционализација на структурите за праведна транзиција и донесување на план за 2025